Завршните сметки на основните и средните училишта за минатата година покажуваат натрупани долгови и финансиски проблеми што тешко можат да се надминат. Блок дотациите што образованието ги добива од државата се со однапред определена сума, па училиштата се ставени во ситуација да бараат начини за самофинансирање, за да можат некако да функционираат, но и во тој случај се во неравноправна состојба. Такви беа констатациите при разгледувањето на завршните сметки на образовните институции во општина Кочани на последната седница на Советот на општината. Одредени училишта менаџираат со спортски објекти, каде што се гледа и видливо е во овие завршни сметки, дека имаат најмногу за само финансирање, односно сопствениот буџет кој што го полнат со овие сметки. Сега нормално на тој раководител му е полесно да менаџира за разлика од некој што нема ништо. Еве конкретно ќе се задржам каде што најмногу ми остави простор во ставката за самофинансирање за основното училиште Раде Кратовче имаат 18.000 денари. Што ќе направи тој директор со тие пари? За да се подобри состојбата во училиштата, неопходно е и општината финансиски да им помогне, затоа што тие се во нејзина надлежност, додаде Арсова. Констатација беше дека не е проблем само висината на пари што се даваат, туку и начинот на кој тие се распоредуваат. Од друга страна, забелешка имаше и за начинот како се трошат парите за основните потреби за функционирање на објектите. Колку простории се загреваат на дрва во основното училиште Свети Кирил и Методи? Според парите што се потрошени за загревање на дрва, една импозантна сума 360.000 денари. 150 метри кубни може да се купат со тие пари. Ако имаме во предвид дека се загреват 11 простории на дрва, испаѓа дека за секоја соба се потрошени по 13 метри кубни дрва за огрев. Ако е тоа нормално, тогаш е ненормално во другото училиште, секретаре. За 13 простории Никола Карев има потрошено 200.000 денари или двојно помалку, 80 кубика. Тука ја не гледам никаква логика. Освен за дрва за огрев, според Стефановски, високи трошоци се направени за печатење, за меѓународни телефонски разговори и набавка на средства за хигиена, како што е кај основното училиште во Оризари, за што тој побара образложение. За санитарни јазли во училиштето постојат 10 во централното, при што се во руинирана состојба и поради тоа тражат повеќе средства за чистење, значи од вообичаено. Значи не се реновирани санитарните јазли од 74-та година. Значи ради тоа потрошувачката на дезинфекциони средства е поголема. 40 години децата одат во санитарните чворови, 40 години во необновени. Па како тај санитарен инспектор уопште ви дава дозвола тама да работи? 40 години. Апел градоначалниче, првото што ќе се направи следно во Оризари, да се среде ово. Повеќе ќе им значи од темелите на спортската сала. Беше упатено барање во рамки на можностите локалната самоуправа да им помогне на училиштата за да тие да можат барем приближно нормално да функционираат. Поради недостаток од конкретни информации за долговите на образовните институции, опозицијската советничка група не даде поддршка на нивните завршни сметки, но тие сепак беа усвоени со позитивното гласање од страна на мнозинството.